Добро дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест денеска мој гостин да биде господин Петар, митрополит Преспанско-Пелагонецки, Македонска православна црква, Охридска архиепископија. Добро дојдовте. Добро најдов. Христос воскресе. Навистина воскресе. До спасовден така се поздравувам. Така си е редот. Господине Петар, Македонската православна црква 2026 година, 11 мај, како сме веќе подолго време автокефална црква, како ги оценувате состојбите актуелни во МПЦ-ова? Па ние морам да признаам дека бевме уште повеќе ангажирани кога не бевме признаени, бидејќи тогаш се докажувавме и бевме во постојани комуникации со другите помесни православни цркви, учевме се што е добро од нив, а она што не е добро ни беше како пример како не треба да работиме и така натаму, но сега малку како да станавме полежерни, што не е добро, според мене, треба уште повеќе да работиме, уште повеќе да се докажуваме. Како црква автокефална, ние треба да покажеме голем интерес и сега веќе имаме таа можност и во директни комуникации со сите помесни православни цркви да учиме и исто така да покажеме дека и ние имаме удел во православната екумена со нашето работење во секој поглед на сите полиња. И црквата, како и државата, има извршна, законодавна и судска власт. Како таа функционира во моментот? Дали е се како што треба во овој домени? Како всушност функционирате, бидејќи вие сте пред државата, црквата е пред државата, потоа државата ги следи насоките на црквата и действувањето. Како функционирате на овие полиња? Токму така, како што рековте, прво било црквата се знае дека установа Божја, божествена, теократско било првото организирано општество и сушност од црквата се преземале многу работи, така што само еден пример да кажеме царот Јустинијан, кој е од нашиот род, кој бил ја основал тој Јустинијана прва, токму е од Таор, тука е роден на овие простори Скопско. Неговите закони всушност биле многу значајни закони за тогашното општество. И во тој дух може да се каже дека црквата функционирала и продолжува да функционира согласно со законите. А законите во црквата се такви, како што спомнавте, дека имаме законодавна и извршна и судска власт, а таа власт, и едната, и другата, и третата, произлегуваат од учењето на црквата, имено од Светото писмо, од Светото предание, кое подосна е и запишано, од почеток било како предание, па и Светото писмо прво било како предание, потоа извршната власт исто така произлегува и законодавната, па и судската власт и одлучењето на светите отци, и особено од вселенските и помесните собори, кои што кога се појавиле погрешните учења во црквата, биле должни да ги санкционираат оние што ја злоупотребувале црквата, почнувајќи од оние кои биле на највисокиот степен на црквата, патриарси, архиепископи, епископи и така натаму, кои не работеле согласно учењето. И битно е да се потенцира дека сите одлуки на вселенските и помесните собори биле донесувани едногласно и еднодушно. И затоа тие биле извршни и тука немало ништо дискутабилно. Дали е исправно или не е исправно, дури има една црквена која вели, а ште и ангелс небесе благовеститвам ино, анатема да буде, односно, дури ангел од небото, ако ви каже поинако, откако ние, како собор, вселенски или помесен, одлучивме да биде анатема, проклество. Зошто? Затоа што со соборот, кој е еднодушен и едногласен, раководи не
оној збир на епископи само, тие се само толкувачи или гласноговорници на Светиот Дух кој делува на Вселенските и поместните собори. Се разбира, после по прашањето на тие закони се прават другите закони, а тоа се во поместните православни цркви, уставите и прописите што од нив произлегуваат, но тие сите закони мора да бидат усогласени со учењето на Светото писмо, на Светото предание, на Вселенските и поместните собори и не може да има поинаква целина во црквата, освен гледано кога ќе говориме за тоа ерархиско единство, значи постои епископски чин, свештенички и ѓаконски чин и понатаму продолжуваме со оние чинови што се по хиротесија или ракопроизводство, што го прават епископите тоа, штеци, пред тоа и по ѓакони се разбира, кои се многу блиски до ѓаконскиот чин и нормално верниот народ, кој што мора исто така да се раководи согласно овие црковни закони. И така, црковната власт законодавна, извршна и судска мора да функционираат и секако од тоа ќе зависи дали една црква има успех во своето делување и работење или нема. Значи, ако затаи било која од овие власти, веќе се ува проблем, можеби и сериозен проблем, дали таа црква функционира по сите правила така натаму. И тука е тоа точно дека ние имаме известни проблеми, да речеме, најнапред со судската власт. Од и сега како што и во општеството гледате дека има сериозен проблем и ние имаме истиот принципот на организацијата на судската власт, имаме црковни обвинители. Сега црковните обвинители се во оние основните црковни судови, тоа се епархиските црковни судови, и црковниот обвинител на епархискиот црковен суд, тоа е оној што ја води постапката или тој е тужителот за некое дело на некое мирско, односно лаик, лице од кое не е во свештен чин, а исто така постои црковниот суд кој што го сочинуваат епархиски, архиереот и двајца свештеници како членови и на тој начин функционира. Сега, ако затаи таму било кој од тие, не е добро, но кога веќе ќе се донесе една одлука или пресуда за направено некое дело кое особено ако е тоа од таков карактер што не смее да се пропушти во смисла тоа да е од карактер што не застарува престапот. Од има некои престапи кои застаруваат, а тие повеќе се можеби некогаш од минимални материјални не толку злоупотреби како криминал, туку од небрежност се случило и сега може тоа да застари така натаму. Но дела кои што се за животот на луѓето, тука црквата е ригорозна и не може тука да застари тоа. Да речеме, ако некој изврши убиство во црквата од свештените лица, тој мора да биде санкциониран, не му се одзема чинот. Дури и ако еден свештеник или ѓакон биде тужен и осуден дека бил соучесник во извршување на чедоубиство или убиство на деца во утробите на мајките, односно абортуси, бил соучесник или дури давал совети, така натаму, таквиот вика одма може да го изгуби чинот и ако се разбира тоа докаже, ако не се работи за злоупотреба и така натаму. Во тој контекст на нештата ние имаме сериозни проблеми, бидејќи, еве, конкретно ќе кажам за двајца свештеници од Австралиско-новозеландската епархија кои беа судени и осудени, едниот го призна делото и со изјави своји, другиот не го признаваше, па ќе мораше сведокот
со кој е извршено тоа чедоубиство, абортусите, жената со која тоа го направил тој свештеник, и на крајот на криштата се констатира, тие бара да се даде записник дури од болницата која престанала да функционира, па се најде сведокот, толку веќе правник беше сведокот, сериозно да го издействува тој записник, и синодот мораше да го прифати тој записник и да донесе пресуда не само дека е расчинет тој свештеник, туку е екскомунициран. И сега замислете, како свештеник со него се комуницира, тој не служи некаде и во некоја друга црква и така натаму, и имаме така сериозни проблеми. Или другиот свештеник што исто извршил чедоубиство, чедоморство со абортусите и така натаму. Или имаме свештеник кој направи криминално действие кој некој браќа архиереи го токмеа да биде да ми соземе мене епархијата Австралиско-новозеландска, да му се даде нему. Станува збор за Јане Галев, порано именуван како архимандрит, односно игумен, тие го направија дури архимандрит, се собра тројца архиереи против уставно, синодот донесува одлуки за некој да биде архимандрит, тие во една црква Кумановско таму отслужиле литургија и го произвеле за архимандрит. Тоа е парацрковен однос на црковен синод, така да речеме, што си презел такви чекори мерки, и сега тој човек постојано се турка од страна на одделни архиереи да сослужува, па дури и да биде уценуван и нашиот поглавар, па и патриархот беше српски уценет на една осветување на црква во Загреб, кога беше од владиката Пимен предложен, и тој истиот таму сослужувал и со патриархот за на тој начин како да го оправдаат. Не може да се оправда. Човекот има направено криминал од 217.000 со 134 материјални докази. И уште сомнеш за некои 300.000 докази, зашто држа будка во која пари влегувале, излегувале, книги, така натаму, парите ги праќал во Струмичката епархија, така натаму. И сега замислете, таков еден преседан, уште тој работи во таа другата епархија во Австралија и го токму да види, дури таму може би владика. Мислам дека тоа се нонсенс работи преку кој не сме да се премине. И ние како црква мораме да бидеме ригорозни по тоа прашање, зашто црквата вели, ако некој не сака се поправи, нему му се зголемува казната. Постојано, се додека не се отрезни, да свати дека сгрешил и мора да се поправи. Одека имаме обратен случај, наместо да го тераме да се поправи со зголемување на казната, имаме случај заштита негова од одделни архиереи, дури и заговор за бидам јас елиминиран од таа епархија, да биде тој последната епархија. Мислете, таа приказна не е завршена. И еве имаме седница синодска скоро, и на таа седница ова прашање мора да се постави, не само за него, и за сите други кои се расчинети, а тука во неговиот случај владее она правната девиза рес джудиката, односно пресудена работа, бидејќи епархискиот црковен суд на епархијата како првостепен суд него го осудил, тој не се жалел ниту на епархискиот црковен суд, ниту на архиепископскиот црковен суд, а од друга страна е заштитуван зашто по некоја линија и така натаму и се правеа заговори, и не само заговор, па и злосторничко здружување, значи требаше да се елиминира владиката што правдата сака да истера до крај, а да биде заштитен оној затоа што, не знам, имале сигурно нешто заедничко. Од друга страна имаме сега по ова прашање исто проблем во Австралија, да речеме има 20 свештеници кои се исто така расчинети од првостепениот суд на Австралиско-новозеландската епархија, кои што сега функционираат иако расчинети, и ако треба некој да биде помилуван, се знае процесот кој е, има процедура. Тој треба да се јави на епархискиот црковен суд, а овој ако оцени дека има можност за да му се прости, откако се разбира се покае за направените престапи така натаму, и ако се престапите такви за да може да се прости,
го проследува случајот до повисоките судови апелациони, архиепископскиот и синодот како последна инстанца, и тогаш може да биде помислен. Овдека се правеше нешто недозволено. Ќе се договориме ние два-тројца владици и ќе го поставиме прашањето и ние спротивно на црковните закони за судство, за правосудство, за обвинителство и така натаму, и си ја тераме работата, не оди таа работа така. И мора тоа прашање да биде на дневен ред. И еден ред куп други свештени лица кои што ја напуштиле црквата, а статусот нивни не е решен. Ако некој ја напуштил црква и прави нешто надвор од црквата, не ја носи мантијата, мора да го оставите статусот негов дека е тој или расчинет, ако или е под забрана сечно дејство до одредено време или до животно и така натаму, или калуѓер како тие ја напуштиле манастирот, статусот мора да се регулира и да се каже дека тие повеќе не се во чинот во кој што биле, а за тоа е повикан првостепениот суд и се разбира понатаму апелационите судови. Како синодот реагира на овие прекршувања? Вие ги кажавте, мислам дека има и стотина други представки стигнати во меѓувреме до него, но ништо од тоа не е реализирано колку што знам. Не е досега. Зошто се чека? Зошто се молчи? Токму тоа сакам да го нагласам. Ова мора да излезе на седници на Светиот архиерејски синод во полн состав или пленарен состав, како што го именуваме, и да се расчита и не само за него, и за сите акти што стигнале до Светиот синод во пленарен состав, во полн состав, а не се до сега разгледани. Имаме стотици такви акти и ние веќе сме ставени во ситуација како судска власт да профункционираме и да ги решиме сите нерешени вакви и слични случаеви, зашто ние имаме и во други епархии нешто слично во смисла да речеме дека има парацрковни организации, кај што еден свештеник, да речеме, тие смета дека е расчинет, тој вели дека не е расчинет, народот со него работи, тој функционира и така натаму, и сега за една работа молчиме, а за друга работа од ист карактер цел глас викам и заштитуваме. Не може, мора правдата да биде за сите подеднаква. И ако биде подеднаква за сите правдата, тогаш има ред и поредок. Ако не е така, тогаш тешко нам. Ние сега како црква автокефална не се неме повеќе вакви. Она беше дозволено, односно може се прогледа низ прсти, додека не бевме признаени како автокефална црква. Сега мора сите оние нерешени прашања да ги реши. Мора да профункционира и извршната власт. А знаете која е извршната власт? Извршната власт, речеме, за работите од материјален карактер е архиепископскиот управен одбор. Архиепископскиот управен одбор мора да функционира се она што не профункционирало како што треба и не е извршено, и тој мора да... А што се однесува за духовната власт, тука во прашање е синодот, кој е извршната власт. Тука тој има еден дел и од законодавната власт, кога донесува известни уредби кои што се од духовен карактер, а не како што е случајот со уставот, кој што ги опфаќа и духовните и другите работи, така што и тука мора и синодот да си ги изврши своите задачи по тоа прашање. Имено, во Австралија самајаве, конкретно ќе кажеме, околу прашањето со формирањето на уште една епархија од австралиско-новозеландската епархија. Донесени се, да не претерам повеќе од 50 одлуки, заклучоци и ставови, па дури и резолуции, кои не се спроведени и сега едногласно се донесени, а иако е едногласно донесена одлуката, по известно време се дружили два-тројца архиереи и велат, ова не важи, ние сега на владиката Петар ќе земе црквата Света Петка во Роквајл, која што судот врховен на Нов Јужен Велс ни ја врати на епархијата. 2 години
таа црква беше црковна општина по наша юрисдикција откако се формира таа епархија, другата, и не испочитувани, значи, се одлуките на синодот во полн состав, не испочитувана одлуката и на Црковнородниот собор, бидејќи во списокот на тие црковни општини, што припаѓа на австралиско-новозеландската епархија, таа секогаш фигурирала. Иначе, по 2 години некој игнорира одлуки и на синод едногласно донесени и на Црковнонароден собор едногласно донесени. Тие прашања мора да се стават на дневен ред и таа прашање не може повеќе да се минува преку такви работи, бидејќи тогаш не изгледаме ние на сериозна црква, а како автокефална црква претендираме дека сме дури од некои цркви да не биде забележано во подобра ситуација во многу работи и така натаму. И сега ова е моментот за кој рековме дека треба да продискутираме, да направиме и се што е потребно, а не е тоа не е нерешливо. Значи, кога ќе стане збор за проблемите во општеството, ајде да не дискутираме, нека дискутираат општествениците за таа работа, во црквата нема да има никакви проблеми ако функционира безпрекорно законодавната, извршната и судската власт. Чим ние работиме согласно со законите, Светото писмо, Светото предание, учењето на светите отци, светите канони на вселенските и помесните собори, и уставот на Македонската православна црква, како и прописите што од него произлегуваат, не може да има никакви проблеми. Значи, каде се проблемите? Проблемите доаѓаат кога ние двојни аршини правиме и ги погазуваме црковните закони, почнувајќи од прописите на уставот на нашата црква и уставот, па понатаму се разбира и поместите, каноните на поместите вселенските собори, Светото писмо и предание учењето на светите отци. Тука, значи, затоа нам ни се јавуваат тие проблеми во Австралија. А тоа не е проблем само Австралија. Проблем е во целата диаспора. Бидејќи проблемот во диаспората сега е многу деликатен. Знаете зошто? Затоа што ние веќе сме повеќе изгледа во диаспората, православните македонци зборувам, повеќе сме во диаспората отколку што сме во татковината. А сега во татковината со помалку верници ние имаме 11 парохии со овие трите времени, што се 8 беа порано и уште 3 времени, 11 епархии сме, значи сега 11 епархии во татковината, а во диаспората имаме еден епископ што сега ја прими австралиско-новозеландската со седиште во Австралија во Мелбурн и еден епископ имаме во Америка, што е таму постојано е човекот и во ред, само е со нарушено здравје и не може подолго време да служи. Очигледно дека тука треба да се помогне на епископот, на митрополитот Методи и да му се даде да се избере некој викарен епископ или администратор, а тој да си остане митрополит, бидејќи управува со таа епархија, нека биде како што било и во епархијата кај што јас дојдов Преспанско-Битолска, сега Преспанско-Плагониска. Митрополитот си остана до крајот на животот како митрополит, ама имаше администратори поставени кои ја вршеа работата затоа што тој не беше во состојба здравствена да ја врши работата. Сега тоа е тоа. Не може сега еден епископ, митрополит на епархија во диаспората да му е седиштето во Македонија во Скопје. Зборувам конкретно за Европската епархија, која што има преку 500.000 верници. Ако имате 500.000 верници, србите во Европа имаат 6-7 епархии. Ние со една епархија имаме 15.000 верници македонци во Малта, имаме тројца богослови таму што работат и тие на време на работа и така натаму, а од друга страна ние таму немаме црковна општина. Марко владиката оди таму, служи во српската црква која е под владиката Андреј Чилерџиш и така натаму, и тоа е малку сомнително затоа што тој направи некои
пропуст таму, па некои 3-4 парокии во Австрија му беа отидени во Цариградската патриаршија, односно а од друга страна затоа му се одзеде Австрија и сега со неа мислам администрира владиката Иринеј Буловиќ, така што сега одиме таму, значи од една страна бараме помош за тука, јас почисле 45 години не можам да се осудам такви прошетки да правам, како што прави владиката Марко, а се жали дека нема што да живее. Па извинете, ако сакате да шетате подолжина и напреку цела Европа, а да велите дека немате што да живеете, од кај ви се тие пари? Или конкретно за митрополитот Јован, кој што вели дека некаде околу 50.000 евра тој дава на неговата сега таа епархија што му остапивме ние тие 3 општини Крушево, Демиркистар и Кривогаштани, а од друга страна помош бара, а лично нам ни доложи како на владика за она што се судевме своевремено на граѓанскиот суд 18.500 евра и тие бидејќи не постои на негово име ништо како имот, а се од кај испаднаа тие 50.000? Значи, ќе биде она точно кога беше обвинуван дека тој своевремено како владика перал пари, кога не признаваше, а дури и човекот што ја водел таа касата, што ги плаќал мајсторите во водно кај што ќе служеле, меѓу другото кажа самиот, ме тераше, вели владиката, да лажам дека не сме исплатиле на тие мајстори кеш пари, а исплативме кеш, веќе јас сум сериозен човек, не можам да речам дека не исплативме и така натаму. Значи тие се тие проблеми што ги имаме, а до душа најголем проблем е што тие епископи не успеа досега, иако имаше термин истата година, 2022-та, да ги префрлат имотите што ги користеа за богослужби во времето на таа парацрковна организација ПОА, на Македонската православна црква до денеска не се префрлени. И оправдувањата се конкретно за митрополитот Јован дека тој не можел да и нареди на калуѓерката што има една парцела горе во Нижополе што управува, што е земена од другата калуѓерка што напушти манастирот, не знам дали ја расчинета, мисля дека не се омажи таа за некој албанец и така натаму. И од неа можел да издействува, да го префрли имотот на другава калуѓерка, ама од ова не можел да издействува, да го префрли имотот на Македонската православна црква. Другите две парцели се водат на име на неговата мајка покојна, Бог да ја прости, и на неговата сестра, и вели јас не можам да им наредам ни, па има закон за оставнина или ќе треба јас да покренувам поставка бидејќи ми должи тој мене 18.500 евра, да мора се покрене поставка за оставнината и да се исплатат и тие средства и да се знае што и како е. Така што ова е сериозен проблем, мислам, кој треба да го решаваме и еве, тоа е тоа, а ако зборуваме за судовите во Австралија, што очигледно и тоа може да биде и треба да биде ставено на дневен ред на нашата црква, тие судови не требало воопшто да се покренат. Зошто? Затоа што ако се работело согласно со црковните закони, ќе било решено. Таму има премногу цркви кои што го си го решиле тоа прашање. Прва која го решила тоа прашање Римокатоличката црква во 1903 година, седнал закон за старателство на имотите на ниво на држава и тој закон е нивни, конкретно на Римокатоличката црква за имотоправните прашања таму. И со тој закон нема повеќе никој не може имотите што ќе се стават во таа корпорација за траст се вика, или за старателство, или за грижа за имотот, не може никој да ги извади тие имоти. И тоа прашање се реши понатаму,
Таков закон си донесоа и Англиканската црква, таков закон донесоа 90-тите години и Цариградската патријаршија, но не како Цариградска, туку како грчка. Затоа и забелешката наша беше на нивна адреса, Цариградска се или грчка се, биејќи таму во диаспората. Измешани се работите, да. Да. Измешани се и треба патријаркот на Цариградската да настапи пред грчкиот парламент. Требаше деновиве да настапи. Многу зборува тоа, нели? Не, одека станува збор за друго. Секаде тие кажуваат дека се Вселенска патријаршија. Зошто таму не се регистрирале како Вселенска, тие се регистрирале како грчка. Добро, и да се регистрирале како Цариградска, пак држи место, ама не сакале ни така, туку како грчка. А зошто грчка? Затоа што сите цркви од грчкото јазично подрачје, значи грчката се мисли на латинската, потоа на кипарската, потоа на грчката црква во Александрија и сега и Цариградската патријаршија грчка, сите тие, ниедна од тие другите што ги спомнавме цркви нема право на диаспора. Туку го приграбува правото на диаспора и токму затоа дури Ерусалимската црква, со која имаше проблем сериозен, кога пред некои 15 на 20 години, мислам, беше еден манастир во Австралија, тие го понудија на Ерусалим, се откажа од грчката црква во Австралија, сакаа да бидат во заедница со црквата Ерусалимска, прифати тогашниот Диодор патријарх, и патријархот беше ставен на суска клупа и беше расчинет, и митрополитот Тимотеј, кој беше секретар на таа црква, само затоа што за еден манастир што се случили и така натаму, после беше расчинет и другиот патријарх после него заради некои имоти. Гледате сега до каде отидоа работите околу имотоправните прашања. Значи, имотите, согласно 15-тото правило на Анкирскиот собор, секој црковен имот е Божи имот, оти му е на Бога посветен. Исто тоа е се кажано. Затоа говорат исто и правилата на Светите апостоли, 38-то правило, понатаму, 41-то правило, како треба да го раководи владиката имотот и така натаму и така натаму. И ако се работело така, ако се донесол закон таков, нема да има вакви проблеми, никакви судови. Ние успеавме 1998 година да го поминеме на долниот дом на Нов Јужен Велс, законот за старателство, но кога дојде времето за горниот дом, тогаш се собраа поддржани за жал и од браќа архиереи, тие луѓе таму и политичарите како политичари да не испуштат некој глас, да не изгубат, го стопира законот и повторно отидовме со тој закон да одиме и на крајот на кришта сега што добивме. Се констатира за да се формира таа епархија австралиско-сиднејска дека мора да дадеме согласност ние, австралиско-новозеландската епархија, за да се регистрира тоа Attorney General, јавниот правобранител, без наша согласност не можеа тоа да го направат. Ние поставивме услов. Ако сакате, да, ама да не попречувате да го донесеме законот за старателство на имотите. И тие се согласија. Ако се согласија да помине законот за старателство на имотите на нашата епархија, тоа значи тие се согласиле и кај да профункционира тој закон. Дали сум јасен? Што значи, најднаш сега од една епархија кај што ние веќе ја регистрировме оваа епархија, не сега по тој закон, друг еден модел изнајдовме, каде што веќе формиравме корпорација за траст, што е слично на ова, и се откако сите имоти ќе влезат во таа корпорација за траст, после ќе се јавиме и на парламентот во Викторија, најверојатно или во Сиднеј, седно било каде, и тогаш ние ќе го изгласаме тој закон, одnosno ќе го донесе државата тој закон за старателство на имотите и решен е проблемот. Ние завршиме со судските процеси во нашата епархија.
И ние немаме ниту една црква која не се согласува да ги стави своите имоти во траст на корпорацијата. Додека во другите, освен онаа црква која нам ни припаѓа, тоа е Света Петка во Рокдейл, тие сите другите практично ниту една од тие цркви не прифатиле да ги стават имотите под трас, односно да имаат трастисти кои што ќе го чуваат имотот за Македонската православна црква. Тоа значи дека тие имоти таму се имоти за собственост на, во конкретниот случај, компаниите или инкорпорираните асоциации или здруженија, се едно како сакате, наречете ги. А ако е некој имот за собственост, тогаш тој имот е во рацете на тие собственици и тие ќе го раководат или уништат, продаваат според законот за компании. Ама ако е под трас, мора да биде според законот за имоти кои што се за одредена цел или мисија, во конкретниот случај за мисија на Македонската православна црква. Значи, заради тоа беа тие судови и еве сега тоа прашање мора исто да се стави на дневен ред и да се реши, а тоа значи во нашата црква претседатели на црковните општини со исклучок на 2 места се свештениците. Зошто? Така говори канонското право. Вели не сме да управува со имотот лаик, мора свештено лице да управува со имотот, значи владика, свештеници што се таму и во телата и органите на тие црковни општини ние ги вклучуваме и лаиците, мирските лица и тие да учествуваат, ама не тие да управуваат. Значи управувањето каноните точно го прецизираат и тоа е покажано и со Законот за строителство на имотите дека претседател на тој закон, односно на таа корпорација е владиката и свештените лица што таму се посочени, се разбира може да бидат и мирски лица ако се договорат и како ќе се договорат и така натаму и така натаму. И сега тука се тие проблеми и тоа прашање мислам може би треба и да го симнеме ќе од дневен ред и да одиме сега мислам во емисија, ако вие цените, не можеме ние поинаку да функционираме. Сите одлуки што се донесени едногласни во Македонската православна црква и особено зона за Австралија што рековме, мора да бидат спроведени бидејќи едногласно се донесени. Сите тие другите што се донесени со заговор или со злосторничко здружување на одделни архиереи, мора тие одлуки да се поништат. И ние ако сакаме да правиме сега, поднесовме, кажувам конкретно, до синот на следната седница, да се отпочне со процес за формирање на другите епархии во диаспората. Значи, ако сме 500-600 илјади во Европа само православни македонци, извинете, не може да биде 101 архиерей кој што, еве конкретно ќе ви кажам дека од како е поставен дедок Пимен на таа епархија 10 години не стапнал во Англија, а таму има 4 црковни општини. А законот вели, црковен, каноните велат ако еден архиерей 6 месеци не стапне во својата епархија, во конкретен случај држава, вика му се одзема епархијата. Па сега не може да седите во Скопје, да управувате со цела Европа, а да не знаете што се случува во Малта, дека таму си оди владиката Марко, во Српска црква си врши служби и така натаму. Мислам дека има сериозни проблеми. И она кога го спомнавме, владиката Марко, мислам дека треба да се каже неговите изјави, дека ние не сме биле автокефална црква и дека соборот на архиереите не донесел таква одлука. Тоа е, мислам, поврзано со оној исто владика кој управува со Малта, тоа е владиката Андреј Чирџич, кој што тој и уште некои други архиереи таму прават проблеми во самата српска црква, кои
Јасно беше кажано дека биле за опозицијата, за студентските протести што биле таму и така натаму. И сега што правиме? Ние ќе се здружуваме со другите цркви за да им правиме штети на тие цркви. Никако. Никако. Ние ако можем да помогнеме да решиме некој проблем, а не да се дружуваме со луѓето што таму прават некакви проблеми. А работа не е во ред. Еве сега има избор, да речеме, на нов патриарх на Грузија, Шио е веќе новиот патриарх. Ние треба сега таму да појдеме од тие луѓе да учиме. Знаете каков авторитет беше неговиот претходник. Па со недели луѓето преполни по улиците одеа да се поклонуваат прво на неговото тело, а после и на неговиот гроб се поклонуваат. Човекот за животот уште беше некако прогласен, да речам јас, според култот што се одвива кон него како свет човек. И така, ние такви треба да следиме поглавари кои што имаат огромен углед и достоинство во православната црква и да не му правиме ние проблем на нашиот поглавар и да вршиме притисоци врз него за да ни помине тоа што сакаме да ни помине спротивно на црковните закони. И неговото блаженство е многу пати бил доведува, не конкретно за Царија, морам да бидам искрен и да кажам дека под силен притисок беше за таа црква што ни се одзеде и други работи. Неговото блаженство беше на наша покана, дојден таму и виде човекот на самото место како се одвиваат работите и со ништо не ги поддржа тие другите што одеа против каноните, против уставот, против прописите што уставот. Па дајте да престанеме да вршиме притисоци врз него и што да прави сега тој ако такви притисоци се вршат и ако некој не сака да работи со црковните закони, не му е местото. Не му е местото таму, не може да биде лажни владици. Оти јас како владика, ако говорам како што е брат таму рече, па мене ме излага, па и јас затоа ги лажев. Другите во врска со Северна Македонија, се знаете. Владиката Пимен се покаја во Алфа среде кај. Ама чекајте, исто е тоа како Ева и Адам. Адам, кога го прашал Господ, Адаме, кај си се скрив за дрвото, зошто да не си јадол забранетиот плод? И вика, не, јас виновен, не сум јас, туку виновна Ева, ама ти што ми ја даде, значи Господ е виновен и не се покаја. И што му кажа Господ? Надвор од рајот. Зошто вас не ве излажа? Зошто мене не ме излажа? Владика Ангел и другите кои што беа на протест? Ако јас како владика лажам, јас сум лажен владика. Ако сум лажен владика, треба да се излезам од црквата, како што Господ им забрани да влезат во рајот повторно таму, додека не се покајат. А затоа дојде Христос да се покајат, па пак да ги внесе во рајот. Така и ние, кои ќе сгрешиме, да се покаеме и тоа е тоа. Мора да одиме со кусиот блок реклами, ќе се вратиме со состојбите во Македонската православна црква Охридска архиепископија. Со нас е владиката Петар. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е владиката Петар. Владико, зборувавме за состојбите во Македонската православна црква Охридска архиепископија. Еден битен момент, исто како и во општеството и во државата, можеби најбитен момент за црквата да остане на нозе како што треба и во форма е образовниот систем и образовниот процес. Како во Македонската православна црква функционираат црковно-образовните институции, веронауката? Мислам дека кај нас се направи, да почнеме од ова третото што го кажавте, веронауката, еден проблем од небрежност. Мислам Новковски беше тогаш министер кога се донесе несогласно со тогашниот устав на РМ, веронауката да профункционира во училиштата и основни, па и средни, беше. А веронауката функционира и во основните и во средните училишта. Да не зборуваме за Словенија и Хрватска, во Босна и Херцеговина функционира, во Република Српска, во Србија, во Романија и така натаму.
сигурно во Србија да, и во Албанија, а за Грција веќе да не зборуваме. Така што тоа е многу битна работа, зашто сега она се што ни се случува. Татко убил син, синот убил татко, мајка, дури православни се претежно, еве сега наведување на на самоубиство од страна на оној што беше осуден на 12 години и така натаму, жената што се самоуби и ќерката си ја уби и така натаму. Тоа се последици што не се упатени од раното детство, ако сакате дури од градинка децата, во правилните или поточно речено вредностите духовни. Немаме ништо против да си бидат воспитувани во духовните вредности и другите религиозни деноминации, како што е исламот, римокатоличката црква и некои протестантски деноминации и така натаму. Во таа смисла, сметам дека ако не профункционира кај нас во Македонија веронауката, за која мислам дека се покрена некоја поставка скоро, тогаш ние бргу ќе завршиме со убиство и самоубиства, сами ќе се исколеме. Зашо? Тоа не оди кон ништо ако вие на детето од мала возраст не му дадете дека мора да има духовни вредности според кои тоа ќе се раководи. Има право на слобода. Да не именуваме една личност која била некрстена и така натаму, ни таа, ни децата, ни внуците и така натаму, тоа е проблем. Христос никого не принудува да биде задолжително христијанин, вика, кој сака да врви по мене, нека се одрече од себе, од волјата своја, нека го земе крстот, нека врви по мене. Што значи, никој, но ако веќе се декларирал православен, мора да му дадете вие нему да си ги научи вредностите на својата вера, вистината за постојањето на таа вера, во што верува, а ние си имаме во нашата православна црква символ на верата и таму е изложено во 10 таму членови со што веруваме. Сигурно си имаат и другите религиозни деноминации своји устави или правила по кои и тие ќе се раководат. Иако се воведе веронауката од прво одделение, заклучно со средните училишта, па нека тоа профункционира 2-3 генерации, верувајте дека целото ќе се промени, целото наше општество, македонско, ќе немате проблеми ни со убиства, ни со самоубиства, ни со или ќе се сведе на минимум, а не како што е сега, и така натаму, а да не зборуваме за она што е семејното насилство, кое е присутно на највисоко ниво и така натаму, и така натаму. Значи, тоа е, со веронауката, нашата молба е парламентот, владата и сите да се завземат, да не отстапуваме ни од тоа, да не бидеме ние подолни ни од Романија и од Романската православна црква, ни од Србија и Српската, ни од Бугарската, ни од Грчката, ни од Албанската православна црква, или да не зборуваме таму веќе за оние кои си има веронаука, бидејќи кога бевме во комунистичкиот систем, зборувам за Словенија и за Хрватска и така натаму. Тоа е втората работа. Ние имаме две религиозно воспитни установи, тоа е Богословскиот факултет и Богословијата. Имаме добри професори и во Богословијата и во Богословскиот факултет, дури имаме во Богословскиот факултет некои што завршија на Аристотели, универзитетот во Солун. И мораме да ги пофалиме дека добро си ја врша својата работа. Еден од нив е дури избран како професор редовен за избор на професори во одделни звања на Кападострија во Атина, на Атинскиот универзитет и така натаму, Вроче Грамбозов. И исто така имаме и други професори што докторира
во Романија, потоа некои докторира во Русија. Митрополитот Георги докторира на Грегоријанов универзитетот во Рим, каде што и мојата смиреност таму скромно некако заврши со една магистратура за делата на Свети Климент Охридски надпишани, со негов надпис Епископ Словенски, 16 дела што се тие, во кои се говори за теологијата или богословското учење на Свети Климент Охридски, со посебен осврт и на добродетелите, верата, љубовта, верата, надежта, молитвата, постот и така натаму, и се разбира со акцент конкретно на заедничката или молитва, а тоа е молитвата на литургијата, бидејќи така и е кажано, Господ рекол, каде што се собрани двајца или тројца во моје име, таму меѓу нив сум и јас. Така што ние имаме потенцијал одличен, но треба да се посветиме добро и да се потрудиме да нема промашувања и пропусти по тоа прашање. За факултетот мора катедрата, што ќе ја води еден професор, да докторирал на катедра од таа дисциплина. Пример, без импровизација. Ако е историчар, да докторирал на катедра по историја. Ако е догматичар, на катедра по догматика. Ако е професор по литургика, на катедра по литургика, или патрологија и така натаму. Што значи, имаме перспективни професори, млади се, сите, и треба тука да се поработи, но треба и исто така да бидеме одговорни и сериозни во извршувањето на својата дејност и да се пазиме од најголемата опасност денешна. На сите полиња, особено во просветата, каде што, како што вели познатиот најголем научник, ако така може да се рече, Алберт Ајнштајн, тој вели, не се најголемо зло, оние што направиле најголеми злосторства. Најголемо зло се оние што биле повикани да го окренат гласот против тие злосторства и оние што се повикани да го спречат злосторството. Ако оние што го прават злосторството, никој нив не ги предизвика да престанат да го прават тоа, не ги спречи и не го крене гласот против нив, и уште се доведеме во ситуација да ги релативизираме работите, да ги поистоветуваме доброто и злото, демек, ајде, мене да ми е добро и вам да ви е добро, вие правете што сакате, не ме чепкајте мене, јас ќе правам што сакам, вие да не ме чепкате мене, јас да не ве чепкам вас и така натаму, како што велеше еден библиотекар што на Сорбона беше доктирано на Богословскиот факултет во Белград. Тој ни велеше, пазете, внимавајте, вика, да не се огрешите во 11-та заповеда. Ние му велиме 10 се, а вика 11-та е најголема, а која вика, не чепкај, вика, во туѓи работи. Так. Значи да не се протиставуваш, но оние што прават зло. Па извинете, тоа е страшна работа и ние тука мораме да се спротивставиме. Мора професорите и во богословие и на Богословскиот факултет да бидат достоинствени професори. Не може некој професор да рече или да ги турка учениците, а имаме случаеви такви, кога некои студенти го напуштиле факултетот затоа што некој професор каприциозно ќе го турне, иако му се другите предмети, осмици, деветки или десетки, кај него не заслужува шеска. Не може професор да не заслужува шеска, ако е односно студент да не заслужува шеска, ако професорот е вистински професор, ќе го научи за на шеска. Но, очигледно, дека тука има каприци и начини за тоа како некој се изживува врз студентите или врз учениците во богословија. Имавме исто така и во богословијата еден инцидент, не сакам да го споменувам името на професорот, кој што
ученикот до трета година го туркаше и тој напушти после богословијата, иако другите превите сите му беа четворки или петки, така на тоа. Не можеме така да се однесуваме. Значи мораме и професорите, како на факултетот, така и во богословијата, да сватат дека треба да ги научат децата во науката што им ја проповедаат, а ако тие така постапат, секој ќе заслужи за една шеска, кој што сака да студира. Ако не сака да студира, сами ќе се откажат и така натаму. Има уште многу работи, но времето ни заврши. Ви благодарам што бевте мој гост. Благодарам. Не беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.